Луѓето инвестираат во криптовалути од различни причини. Една од тие причини ги гледаат тие криптовалутите, например, како што е биткоинот, како валута на иднината. И брзаат да купат што е побрзо сега, пред да станат евентуално повредни или поскапи во иднина. На други им се допаѓа тоа што криптовалутата ги отстранува тие централни банки од управувањето со понудата на пари, бидејќи во текот на времето овие банки имаат тенденција да ја намалат вредноста на парите преку инфлација. Ова е нешто што им се допаѓа на мнозинството луѓе. Трети просто ја обожаваат така наречената криптотехнологија, наречена блокчейн, бидејќи тоа е децентрализиран систем за обработка и може да биде побезбеден од традиционалните платежни системи. Термин кој е од огромно значење во светот на криптовалутата, но едно е сигурно, повеќето луѓе почна да се занимаваат со крипто затоа што криптовалутата и вредноста расте. Нормално се очекува дека човечкиот интерес во однос на физичката пара постепено, физичката банкнота постепено се намалува со текот на времето. Значи, криптото е начин за плаќање што може да циркулира без потреба на централна монетарна власт, како нечија влада или банка. Наместо тоа, криптовалутите се создаваат користејќи таа посебна криптографска техника која им овозможува на луѓето безбедно да купуваат, продаваат или тргуваат со крипто. Најголемата криптовалута, или ако сакате таткото на сите криптовалути, е секако биткоинот, кој достигна вредност негде околу 65.000 американски долари, конкретно да беше на 2021 година. Инаку биткоинот е првата децентрализирана криптовалута, како и сите криптовалути, таа е контролирана преку базата на податоци наречена блокчейн, која функционира како дистрибуирана, тие го викаат леџер, али леџер на македонски било како некоја книга, дистрибуирана јавна книга, во која ги има тие информациите со тие наши податоци околу нашиот акаунт. Речем, биткоинот е создаден од Сатоши Накамото. Дали името се однесува на поединец или на група, до ден денес не е познато, бидејќи се работи за псевдоним. На второ место по вредност е валутата наречена Етер, или попозната уште како Етериум, со највисока вредност, исто така во 2021 година скоро 5.000 американски долари. Освен овие две водечки неголеми валути, постојат уште негде 17.000 други различни криптовалути кои натаму продолжуваат да се размножуваат. Вкупната вредност на сите овие криптовалути е околу 1,7 трилиони американски долари. Историски највисоко ниво со над 2,9, значи скоро 3 трилиони американски долари, криптото достигна кон крајот на 2021 година. И сега, како можеме и од каде можеме да купиме крипто? Единствено место да купите криптовалута е од онлайн брокер, или по македонски кажано онлайн менувачница. Крипто може да се купи од друг човек, но не би ја препорачал таа опција, особено не за почетниците. Прва работа што треба да ја направите, да најдете една од овие криптоменувачници на интернет, наречени онлайн брокери, и да креирате сметка. За Македонија и Балканот не сум сигурен, но во Австралија има доста од овие онлайн брокери, а меѓу најпознатите се Swiftex и Independence Reserve. Откако ќе креирате вашата сметка, од тој момент вие можете слободно да купувате криптовалути користејќи вашата банковна картичка. Повеќето од овие онлайн менувачници воопшто нема да ви наплатат никаква провизија, туку просто кажано ви го продаваат криптото малку поскап од колку што е, како и тие самите би заработили нешто од услугата која вам ја доставуваат, што е сосем фер. Откако ќе купите криптовалута, ќе ви биде потребен така наречен паричник, кој не е никаков физички паричник, туку еден посебен софтвер или онлайн апликација што може да ја задржи вашата валута. Има некако бесплатни од тие така наречени паричници, од кои најпознатата бесплатна според мене и според доста други е паричникот наречен Exodus. Се што треба да направите наредно е да ги префрлите фондовите од онлайн менувачницата во вашиот така наречен паричник. Паричникот уствари не ги поседува вашите фондови, туку парите
ваши се наоѓаат во една огромна криптодатотека, наречена блокчейн, која спомнав претходно, каде што имате ваша уникатна безбедна адреса, а паричникот служи како еден мост за да ги пренесите парите од интернет брокерот до блокчейнот. Потоа, како расти валутата која сте ја купиле, така растат и вашите пари во вредност или опаѓаат доколку вашето крипто е во надолна линија. Праксата покажува дека биткоинот влече се со себе. Пример, ако биткоинот расте и остатокот од крипто валутите растат во вредност и обратно. Ако ако биткоинот опаѓа и остатокот од другите криптовалути опаѓаат. Освен биткоинот како водечко крипто, исто така во неголемите валути спаѓаат Етериум, Cardano, Solana, Polkadot, Tether и така натаму. Копање биткоин. Сигурен сум дека сите од вас барем поеднаш слушнале за копање крипто или копање биткоин и како некој поврзал од едно чудо од компјутери во собата кои трошеле електрична енергија од невидени размери, па направил или ископал огромни суми на биткоин и така натаму. Тоа е еден процес кој не е воопшто едноставен, како што многу луѓе погрешно мислат, поточно ако било толку лесно сите ќе го правеле. Копање монети е процес на прикачување нови трансакции на блокчейнот. Копањето бара специфичен софтвер кој се користи за решавање на математички загадки, просто кажано, а тоа ги потврдува легитимните трансакции кои ги сочинуваат блоковите, како што софтверот ги решава трансакциите, копачот е награден со една одредена количина на биткоини. Колку побрзо хардверот на копачот може да го одработи математичкиот проблем, толку е поголема веројатноста да се потврди трансакцијата и да се заработи награда, односно биткоин. Но не заборавајте дека криптото може да падне и на нула прилично преку ноќ и да изгубите се доколку сте одлучиле да продавате во погрешно време. Ви посакувам се најдобро и поздрав до наредното видео.